Евровизија. Чудната и прекрасна историја на изборот за песна на Евровизија. Да се напише кратка историја на Евровизија не е лесна задача. Познатиот надпревар за песна се одржува од 1956 година и вклучува бројни пресврти од неговите скромни почетоци. Едноставно кажано, Евровизија е меѓународен надпревар за пишување песни, но тоа е секако многу повеќе од тоа. Понекогаш тоа е пример за моќта на меката дипломатија. Понекогаш доаѓа меѓународното лансирање на суперзвезди, како, например, АБА и многу други кои ми паѓаат на ум. Тоа е многу забавно. Секоја година доаѓа советување дека ќе видите нешто што досега не сте го виделе. Во оваа кратка историја на Евровизија имаме блеферски водач за еден од најголемите забавни настани во светот. Тоа е Сем Армстронг. Изборот за песна на Евровизија се одржа оваа 2022 година во Торино, откако италијанскиот рок бенд Манескин победи во 2021 година. Популарна култура. Од 1956 година изборот за песна на Евровизија ги краси нашите екрани и привлече милиони гледачи низ целиот континент и ширум светот. Оваа откачена, необична и несомнено европска работа стана суштинско гледање за многу домаќинства секоја година, но каде започна сето тоа? Евровизија е меѓународно призната како најдолготрајно годишно меѓународно телевизиско музичко надпреварување во светот, а исто така е и таму со најдолгите ТВ емисии во светот. Да се вратиме на самиот почеток. Почетоците на Евровизија. Првото излегување на изборот за песна на Евровизија беше на 24 мај 1956 година во Лугано, Швајцарија. Ја започна Европската радиодифузна унија и беше идеја на незиниот директор Марсел Безенкон, кој предложи ТВ шоу базирано на италијанскиот фестивал Ди Сан Ремо. На инаугуративното шоу, швајцарскиот учесник Рефрен од Лис Асија ја презеде наградата и беше промовиран нов хит. Форматот значително се промени од неговото деби, но надпреварот останува популарен до денес. Популарноста на Евровизија не е ограничена само на Европа, бидејќи шоуто се емитува низ целиот свет и привлекува обожаватели во Америка, Јужна Кореја, Египет, Хонг Конг, Канада и многу други држави. Евровизијски формат, како што повеќе земји се вклучија во шоуто, форматот се промени. Сега се надпреваруваат над 40 земји, така што шоуто вклучува неколку нокаут рунди и полуфиналиња пред последните 26 музички дела да излезат на сцената на финалната вечер. Ова е моментот кога се одржува телевизиското гласање и ги слушаме резултатите од секоја земја што се читаат на крајот од шоуто. Сите 43 земји добиваат глас, иако настапуваат само 26. Имаше очигледен тренд кон политичко гласање каде што земјите гласаат за своите соседи и ги избегнуваат нациите со кои имаат проблеми. Ова е до одреден степен борбено со воведување на национални пороти, на кои нивното професионално расудување им е доделено на јавно гласање. Некои земји можат да учествуваат на Евровизија секоја година без оглед на резултатите од претходната година. Од 2010 година има голема петорка, бидејќи Франција, Германија, Шпанија, Англија и Италија секогаш добиваат бесплатен пас или џокер за во големото финале. Ова се должи на тоа што тие најмногу плаќаат на организаторите на надпреварот. Ова исто така не е без контраверзии, бидејќи другите нации не веруваат дека некоја земја треба автоматски да може да настапи. А во 2013 година Турција дури и се повлече во знак на протест. Значајни победници на Евровизија. Евровизија е толку популарна поради низината ексцентричност и затоа што публиката никогаш не знае што следува. Во последниве години имаше малку снобизам околу Евровизија, особено во Англија, и не можевме да замислиме некој ценет изведувач на снимање да се вклучи. Сепак ова не беше секогаш случај.
Најпознатиот и најпознат од сите евровизијски дела мора да биде ABBA со нивниот хит Ватерло од 1974 година, која одигра клучна улога во нивното светско искачување на врвот. Потоа Селин Дион пееше и победи за Швајцарија во 1988 година, а Лулу и Бакс Фис се добро познати победници во Англија од 1969 година и 1981 година. Во модерното време, најпрепознатливите и најпознатите дела се австријката Кончита Вурст во 2014 година и швеѓанката Лорин со Еуфорија во 2012 година. 5 забавни факти за Евровизија. Таа е стара повеќе од 65 години, така што Евровизија има доста историја за себе, но ние извадивме 5 врвни факти што треба да ги знаете за овој трајно популарен музички надпревар. Под 1. Најдолгата евровизијска песна траела 5 минути и 9 секунди. Таа е Корде дела Мија Китара. Италијанскиот флес од 1957 година е рангирана како најдолга евровизијска песна досега, за 5 минути и 9 секунди. Тоа е значително подолго од се што ќе слушнете денес. Од тогаш се поставени временски ограничувања за песните дозволени во надпреварот и во овие денови беше 3 минути апсолутен максимум. 2. 5 боси победници. На надпреварот за песна на Евровизија, 5 боси пејачи и освоија титулата. Тоа се Сенди Шо во 1967 година, Сертап Еренер во 2003 година, Дима Билан во 2008 година, Лорин во 2012 и Емили Де Форест во 2013 година. 3. Ирска е на врвот на топ листите. Ирска се уште го држи рекордот за најмногу победи на оваа надпреварување. Тие го освоија надпреварот 7 пати во 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 и 1996 година. Тие исто така го имаат реткиот успех да победат 3 последователни години поред. 4. 44 години до победата на Финска. Финска имаше 44 години обиди пред конечно да го освои надпреварот во 2006 година. Од нивното деби во 1961 година. Тие освоија само 12 поени 3 пати пред 2006 година. Првата победа на нордиската нација конечно дојде во 2006 година, благодарение на групата наречена Лорди. Нивниот хеви метал хит Hard Rock Hallelujah беше малку поинаков од вообичаениот европоп на надпреварот. 5. Австралија сега е во Европа. Во ред, можеби не баш, но тие имаат флес на Евровизија. Можеби изгледа малку чудно, но нивниот флес беше дозволен како гест на добра волја за време на 60 годишнината од надпреварот во 2015 година. Тие дури дојдоа на второ место во 2016 година, така што наскоро може да бидат кронисани како победници. Изборот за песна на Евровизија е настан кој не смее да се пропушти за милиони луѓе ширум светот. Носи забава и апсурд и прави музичка историја со секоја година што продолжува.